Интолеранцијата на храна е се помасовна појава и во македонското поднебје. Станува збор за неалергиска преосетливост, односно задоцната патолошка реакција на телото кон одредени видови на храна, напитоци и адитиви. Интолеранцијата на храна всушност представува неможност немоќ на дигестивниот систем комплетно да ги разгради и искористи количините на одредени видови храна, односно одредени видови на состојки кои што се внесени во храната. Ние сите сме свесни дека мора да внесуваме преку денот храна за да можеме да функционираме, се грижиме да биде разновидна, да биде полновредна. Меѓутоа никој од нас не се оптоверува што се случува со таа храна во еден одреден подолг временски период. Независно дали ќе внесуваме и нови видови на храна или ќе практикуваме брза храна во интерес на времето, или па сепак ќе се определиме комплетно на искористување на полновредна храна од органско или биопотекло. Правата слика што се случува во телото е кога доколку постои дисбаланс на влесените надмирници и нивното неискористување комплетно, кој што значи во тој дисбаланс доколку во континуитет прави е присутен и прави одредено влијание врз организмот, после одреден временски период продуцира симптоми и на тој начин телото ни испреќа сигнали дека она што ние го внесуваме не му е баш и по волја. Европската академија за алергологија и клиничка имунологија вели дека секоја несоодветна реакција на телото кон храната ја дефинира како хиперсензибилност или хиперпреосетливост. Во нетоксични реакции припаѓаат алергијата и преосетливоста. Алергијата на храна е еден силен имунолошки одговор на телото, кога телото како резултат на интеракција помеѓу протеинска компонента од храната и имуниот систем во самото човеково тело. Алергиските реакции на храна се интензивни, се манифестираат со осип, со јадеж, се забрзува срцевата работа, па и во потешки случаи нели оној анафилактичкиот шок. Првите симптоми кај алергијата се веќе од 2 до 3 минути после консумирање на храна, па или до 2 часа после внесување на истата, и главна карактеристична клинична слика е тоа што нели во крвта со тестови се потврдува присуството на имуноглобулини од Е категоријата, кои што се брзите антитела кои што одат да ги превенираат сите тие предизвикувачи на алергијата. Додека кај интолеранцијата на храната, значи немаме таква брза реакција, немаме таква имунолошка реакција. Кога имаме интолеранција, неподнесување на одредена компонента од храната или на самата храна, одговорот оди многу побавно. Може да биде после 2 или 3 часа од внесувањето на таа намирница или после неколку денови. Во никој случај не може да биде фатална, што за разлика од кај алергијата, нели можеме да имаме и непосакувани последици. Најчесто интолеранцијата кон храната се појавува од две причини, кога во човековото тело, конкретно во дигестивниот систем, имаме недоволно излачување на одредени функционални состојки, тоа се ензими или истите воопшто не се излачуваат. Знаеме дека тие се клучни елементи во разградувањето на храната и искористување на истата. Причината за намалено количество на излачување на ензими или нивното комплетно отсуство може да биде со генетска предиспозиција, меѓутоа може да се стекнува и во текот на животот. Тоа е првата причина. Втората причина кога се појавува интолеранцијата е ако телото дава несоодветна патолошка реакција кон одредени видови на состојки од храната. И тоа имаме тука две категории. Состојки кои што секогаш се природно присутни во храната, како што се на пример салицилатите присутни во јагода, јаболко, во агруми, или амините, тоа е всушност хистаминот, присутен во ферментирани и ароматични сирења, во виното, во закиселениот зеленчук и така натаму и така натаму. Сепак овие компоненти значи може да бидат иницијатори да после одреден подолг временски период од нивното внесување сепак да тие не се баш најпријатни за човековото тело.